osmijeh tvoj baš dobro ti stoji, još ti bolje stoje poljubci moji. Ma krive meni svako kom smiješ se ti, moja ljubavi. Volim osmijeh tvoj i nosi ga uvijek, smij se samo dušu mi griza uvijek. I krivi su mi svi i krivo mi je sve kad sam bez tebe. На шега крушевчани велат дека нивниот град е познат по славното историско минато и Крушевската република, но во поново време, повеќе како родно место на едно од најблескавите музички имиња на Балканот, Тоше Проески. И кога средношколците одат на екскурзија низ Македонија, задолжително поминуваат крај куќата на семејството на Тоше. Одамна, од времето на Здравко Чолич можеби, не се случило еден пеач да биде сакан и прифатен во толку многу земји со потполно исти емоции. Има нешто посебно во Тоше. Па така звезда е во Македонија, но во последниве години и во Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Словенија, Црнагора и Бугарија. Соработува со еминентни музички имиња, од Копров и Костов до Леонтина и Миро Буљан, Желјко Јоксимовиќ. Зад него се звездени дуети со Ања Рупел, Есма, Каролина, соработка со Синтезис, потоа Тони Цетински, Гоца Тржан и Антонија Шола. Музиката е негова прва љубов уште од детството. Полека и ненаметливо ги освојуваше срцата на публиката, која чинам го запозна и го засака по "Остани до крај" и настапот на Скопскиот фестивал 98-та година, кога првпат избиравме наш представник за Евросонг. Дали тогаш ја препознавте нашата гордост на Евровизискиот фестивал 2004-та во Истанбул? Еден поглед и се попити, во срце во се стопи, очите затвори, само уживај. Но да е пред нас ми велиш ти, само остани, остани до крај. Чекај го денот, ношта се буди, љуби ме, знај, ти си се што сакам ја. Тоше постојано ги руши рекордите, со секој нов албум, со секој нов концерт, освојува бројни награди на фестивалите. Од првото место на Славјански базар во Витебск, потоа наградите на Сунчане скале во Црнагора, победата на Беовизија, наградите на Радискиот фестивал во Хрватска. Само моја ниси, осути усме уморне, и све што кажеш знам да nije, još su ti suvec i pele, na polju znam da kišalije, još su ti ureli obrazi, u oku sjajno prolazi, još ti na licu piše čija si. Ajmo! Дами и господа, представям ви най-известният македонски певец Тоше Проески! За нашиот Тоше најубави зборови и во Бугарија, од најславниот телевизиски водител Славеј Трифунов во неговото шоу. Моето срце стапки ти одбројува, гори надежде да дојде твојот чекор, кон мене да појде по тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Каде и да пее? Тоше ја промовира Македонија, нашиот јазик, култура, нашата песна. Тоше е национален амбасадор на добрата волја на УНИЦЕФ уште од летото 2004-та, а успешни настапи има на повеќе континенти, и тоа
во Канада, Соединетите Американски држави и Австралија. Јас за мојта Тоше ја става својата слава во служба на хуманоста. Добитник е и на наградата за хуманост Мајка Тереза за неговите хуманитарни бројни концерти и активности. Секогаш и покрај многуто обврски наоѓа време за децата и за сите оние кои се радуваат на неговото присуство, на неговата насмевка и неговата песна. Кажете ми, колку време требаше да се подготви овој голем хуманитарен концерт на Тоше Проески, кој се учествуваше во него и на крајот на криштата кои ќе бидат резултатите од целата оваа голема кампања? Па вака, нашиот проект започна во декември 2006 година и уште со самото негово започнување Тоше Проевски е еден од нашите главни партнери. Прво со нас во текот на нашата кампања низ Македонија за представување на проектот, тој најчесто каде што можеше доаѓаше со нас, го промовираше проектот и уште тогаш почнаа подготовките за организирање на овој хуманитарен концерт. Се надеваме дека до крајот на проектот ќе имаме уште еден ваков концерт. Многу луѓе беа вклучени, се надеваме дека ќе собереме поприлично средства. Битно е прашањето вие што го поставивте, зашто ќе бидат наменети овие средства. Средствата ќе бидат наменети за набавување на опрема за училиштата, со која што ќе може повеќе да се унапреди наставата по сите предмети, без разлика што сум јас специјалист за компонента математика и природна група предмети. Ќе започнеме со пилот во 14 училишта за каде што опремата ја набавуваме ние од USAID, од проектот со поддршка на американскиот народ, а пак овој концерт ќе ни послужи да собереме средства, значи поддршка од македонскиот народ за таква опрема да се достави до сите основни училишта во Македонија. И едно што е многу интересно, вие знаете дека со новиот концепт сега имаме нова генерација првачиња кои што треба да учат во поинакви услови, а не во класични училници. Дел од тие средства ќе бидат наменети за оплеменување на просторот, да биде поблизок до децата, каде што ќе учат тие нови генерации од прво до трето одделение. Само еден ден пред големиот хуманитарен концерт на најголемата музичка звезда во Македонија, Тоше Проески. Многу ми е драго што имам таа чест да го направиме ова ексклузивно интервју, да се навратиме на твојата кариера и да го најавиме големиот концерт. Прво кажи ми, сега пред 2 дена пристигнавте од Австралија и како воопшто се подготвуваш за концертот? Не треба некоја посебна подготовка за концертот со оглед на тоа што проби имавме многу со бендот, тоа е најосновната работа, а секој концерт е проба сама за себе. Во изминатиот период имавме многу концерти на кои ги истрениравме максимално добро и сите композиции кои ги имам досега во кариерата и композициите што се однесува на најпоследниот албум. Подготовката е поголема веројатно на Лилјана и на USAID во случајот, како хуманитарна агенција, чиј дел е концертот. Значи, сите средства кои ќе бидат собрани на концертот утре ќе одат за школите, за основните училишта во Македонија. Со овој концерт и со оваа акција на USAID